Тоа беа најновите информации од шоу бизнисот, а како што најавивме, ова издание на магазин го посветуваме на матурските прослави. Матурите се ближат, а возбудата кај матурантите се повеќе расте. Јасно е дека матурската вечер е една од најважните настани во животот на една девојка. Затоа големо внимание се посветува на облеката, телото, шминката. Матурската вечер дефинитивно е момент кога сите сакаат да блеснат во полн сјај и тоа да биде големо уживање, кое што ќе го паметат за секогаш. Па секако дека за тој настан, меѓу другото, матурантите треба добро да се подготват. Сепак најмногу внимание за тоа обрнува понежниот пол, а посебно битолчанки кои надалеку се познати по убавиот и модерниот изглед. За да дознаеме што е и на оваа година и како треба да изгледаат матурантите на својата матурска вечер, разговаравме со модниот дизајнер Андреј Папас-Георгиевски. Еве што вели тој. Би препорачал еден чист модалечки изглед да се следи, значи самата особа како живее, како размислува, да не биде ништо поразлично од тоа, да не испадне некој изглед кај што девојката нема да ја препознаат на самата забава. Најважно да им биде комодно, свежи бои, убави лесни материјали, да избегнуваат некои светлуцави сатени, ефтини сатени кои навистина делуваат непријатно за око. Високите подпетици веќе можат навистина да ги останат да носат нешто што е комодно. Најважно да се измиграт таа вечер, бидејќи само по тоа ќе ја памтат. Тоа како ќе изгледаат навистина е второ или трето степено после понеколку години и тоа ќе го сватат. Да не се натрупуваат со многу шминка. Шминка треба да биде лесна, да не биде тоа тешка маска каде што ќе се осеќаат непријатно. Кога станува збор за фризурите, тука сметам дека голема одговорност носат и фризерите, бидејќи најлесно е да се тури кило лак на косата и тоа да се фиксира, но тоа не е така. Кога прават рецимо пунџа, не биде стегната пунџа, нека биде порастурена пунџа, послободна, помладалачка, бидејќи овие години што ги имаат нема никогаш повеќе да ги имаат и сметам дека има време за тие изгледи како на црвен тепих или било како. Кога станува збор за машката популација, забележувам дека стануваат се посвестени, дека и бутиците и во Битола, а и во Скопје веќе носат трендовска облека, која сметам дека е паметно, искрено мене ми делува, се до тоа. Имат неколку начини да ги скомбинираат сите тие работи кога станува збор за панталони и сако. Препорачувам мешање на бои, мешање на стилови, да делува може по-кежуал, може за некој вкуси да делува и по-спорски, тоа не смета, да играат со бои и стилови, па и на одело не смета и патика на тие години да се стави. Значи има од старки до патики актуелни кои се сега во некои фосфорни бои, нема да погрешат.